Се радувам што го гледам ова овде во општина Кочани. Реализација на проекти, реализација на ветеното. Тоа е она кое што ги интересира граѓаните во овие тешки моменти на исклучително голема енергетска и финансиска криза. Пред се морам тоа да го кажам како резултат на неспособноста и неинвентивноста и немањето на план и стратегија на владата. Но ме радува фактот што на локално ниво тоа што беше ветено се испорачува. Самиот градоначелник слушнавте кажа дека повеќе од милион евра или 65 милиони денари се вложени пари во проекти во 2022 година од сопствени средства, што овие услови на ваква енергетска и економска криза наистина представува огромен подвиг. И јас ја користам оваа прилика и на него да му честитам и на тимот кој што работи со него, а реализацијата на проекти е околу 72 милиони денари, значи 1.200.000 евра се практично нови проекти овдека во општина Кочани. Посакувам така да продолжат во периодот кој што следи. Набрего денеска после победата на ВМРО-ДПМНЕ на следните предвремени парламентарни избори, формирањето на владата, поддршката од страна на таа влада овде за Кочани, јас се обврзувам и ветувам дека ќе биде многу поголема во споредба со тоа што е сега и обструкциите кои што ги има локалната самоуправа не само овдека во Кочани, туку на секаде низ Македонија. Зошто? Затоа што не се дел од коалицијата на СДСМ и ДУИ. Но продолжуваме да се реорганизираме, да работиме и многу е важно како што започнавме, така и да продолжиме во следните 3 години од мандатот. Продолжуваме да градиме, додека некои продолжуваат да крадат. Народот ќе ги порази, а со тоа и Македонија ќе се ослободи од оваа неспособна, криминална и корумпирана власт. Благодарам. Ако имате прашање, повелете, ви стоиме на располагање. Добро, ќе може ли ваш коментар во врска со случувањата во Скопје и во јавното сообраќајно претпријатие? Видете, тоа што ме загрижува е фактот што најмногу губат скопјани. Луѓето кои што се корисници на услугите на тоа јавно сообраќајно претпријатие, и ја користам оваа прилика да апелирам до надлежните, до градоначелничката на градот Скопје, Данела Арцовска, до директорот на јавното сообраќајно претпријатие да ги надминат суетите и да се зафатат за работа и тоа за кое што се платени и за кое што добијат доверба од граѓаните да почнат конечно последна година да го испорачуваат. Наистина бев зачуден од фактот што советниците на СДСМ, дел од советниците на ДУИ и градоначелничката Данела Арцовска беа против парите на заплати на вработените, бидејќи тие не успеале да соберат доволно за да бидат поделени, да бидат дадени како помош, како дотација од страна на градот Скопје, но среќа тука беше советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кој што изгласа и јас веќе очекувам дека денеска веќе заслужената плата на вработените од јавното сообраќајно претпријатие ќе биде поделена и тие ќе можат да продолжат со своите тековни активности, односно да го вршат градскиот превоз во Скопје. И истото тоа сакам да го најавам дека советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе го предложи сега на седницата на 31 октомври за тековниот месец, бидејќи ова е за претходниот месец. Сега треба да мислиме и за тековниот месец, бидејќи таму состојбата од тоа што можам да го прочитам во медиумите, но и да го слушнам е дека е алармантно лошото менаџирање од страна на кадарот кој што е таму поставен од надлежните во градот е веќе евидентно. Состојбата е речиси пред банкрот и доколку не се најдат соодветни средства и сили од буџетот на град Скопје, јас мислам дека треба подитно реструктурирање и поинаков начин на функционирање на тие јавни претпријатија, како што е јавното сообраќајно претпријатие во градот Скопје. Така, и само би сакала да ве прашам во врска какво е вашето размислување, вашиот став во врска со евентуална приватизација на РЕК Јосломе и дали ви одобрувате приватизација на овие две претпријатија? Мислам дека нема таква иницијатива. Мислам дека владата оди чекор понапред, односно ги турка директно во бездна, сака да ги затвори. РЕК Битола и РЕК Јосломе, двата стожери практично на македонската енергетска сувереност, а со тоа и сувереноста во политичка смисла на државата. Земајки кредит од 100 милиони евра, прилика толку тие процениле сувереноста на Македонија, за да не ве чуди после зашто потпишуваат овие луѓе
вакви договори како што подпишува, тие државноста на Македонија отприлика ја продадува за 100 милиона. Толку на нив им значи Македонија. Подпишувајќи го овој кредит и заем, тие се обврзале до крајот на 2023 да го затворат Осломеј, а до крајот на 2027 да го затворат Битола, со што директно 4000 луѓе ќе остават на улица, а уште најмалку 40.000 луѓе кои што соработуваат со АДСМ поранешно Елем ќе трпат навистина сериозни загуби во тековното работење. Луѓе кои што работеле на ремонтни активности, добавувачи и така натаму и така натаму. Така што тоа е погрешен пристап во енергетската политика, која што директно ја афектира и политичката сувереност на Македонија. И ние како ВМРО ДПМН ќе се бориме со сите сили кои што ги имаме на располагање во рамките на парламентот, ова да не се случи, туку напротив, да најдеме сили и средства да ги модернизираме овие два производни комбинати и да се вратат на оние патеки кои што беа пред 7-8 години кога произведуваа рекордни количини на електрична енергија. Јас најодговорно тврдам дека доколку овие два производни капацитети работат онака како што треба, доколку се води сметка, односно правилно се менаџира водниот потенцијал во хидроелектраните, Македонија денеска немаше да увезува електрична енергија, односно ќе извезуваше. Но за жал, овие 5 години се случува економско, енергетско и политичко цунами, за кое што за среќа набрзо ќе му дојде крајот, а после крајот доаѓа и одговорност. Господин Мицкоски, ваш коментар околу најавата за нов, како што вие го нарекувате, бомбона бизнис од страна на власта, односно продажбата на Чебрен и Галиште? Не е тоа продажба на Чебрен и Галиште, тоа е тендер за изградба на хидроцентралата Чебрен, но како мирас да ја дадат ХЕЦ Тиквеш, односно хидроцентралата Тиквеш, која што е изградена, исплатена со текот на времето и сега произведува електрична енергија, струја, чија што цена е помеѓу 7 и 12 евра за мегават час. За да бидеме попрецизни, тоа е цената која што ги покрива оперативните трошоци на хидроцентралата минус депрецизација и амортизација, прилика 7 до 12 евра. Имајќи предвид дека денеска вие таа струја, која што е многу квалитетна пикова струја, произведувате моќност тогаш кога е таа потребна. На берзата Хупекс чини повеќе од 200 евра, значи разликата би била точно 200 евра. Еве, јас говорев на едно интервју вчера дека таа разлика е 100 евра за мегават сат, еве нека не биде 200 евра. Тоа се сериозни милиони народни пари кои што некој сака на некого да му ги подари. Некој сака некому да му ги подари, тоа е погрешна политика и е погрешен потек. Идната влада на ВМРО ДПМН сериозно ќе се занимава со евентуален договор кој што би го подпишала оваа влада и сериозно ќе го ревидира и немаме намера во најмала рака хидроцентралата Тиквеш да ја дадеме како подарок на потенцијалниот инвеститор на хидроцентралата Чебрен. Доколку сакаат да ја градат Чебрен, нека ја градат Чебрен, но без Тиквеш. Тиквеш да си остане во производното портфолио на АДЛМ. Така што, еве, ова и до инвеститорот и да сите останати треба да знаат дека идната влада на ВМРО ДПМН може да подржи изградба на хидроцентралата Чебрен, но без Тиквеш. Тиквеш мора да остане на граѓаните и за граѓаните. Грешка еднашка се направи со првиот бомбона бизнис, кога им се даде на приватни компании калиманци, со кои што се наводнува од Каменица до Лозово, практично целиот исток. Потоа се даде Турија Струмичка, каде што Струмичко и Радовичко поле се наводнува, се даде Матка во Скопје и така натаму. Ова би требало да биде вториот бомбона бизнис. Ние како ВМРО ДПМН и на влада треба да им биде јасно и на потенцијалните инвеститори дека немаме намера тоа да го почитуваме, односно доколку сакаат Чебрен да ја градат, кај нас ќе имаат пријатели, ќе им помогнеме, се што сакаат сме тука во форма на логистика, пристапни патишта, трафостаници, далноводи и слично, но ХЕЦ Тиквеш мора да остане да биде собственост на државата, затоа што од ХЕЦ Тиквеш се наводнува целата Тиквешија, сите оние луѓе кои што преку лозарството практично ги хранат своите семејства и нема да дозволиме тие да зависат од приватен инвеститор кога ќе сака и како ќе сака да им пушта вода. Како ги коментирате конкретно економските политики на власта? Јавниот долг руши рекорди, од друга страна тука е инфлацијата која што веќе надмина 18% и за која што власта вели дека е увезена од надвор. Многу граѓани ми го поставуваат прашањето, вика, ние лошо живееме, а овие од владата велат дека е одлична состојбата, дека е убаво, што е проблемот? И
се трудам да го поедноставам одговорот и со бројки тоа да го опишам. Еве зошто? Испоредувам два периода. Владата на ВМРО ДПМН во периодот од 2007 до 2016 и владата на СДСМ во периодот од 2018 до крајот на 2021. Тие 4 години. Не го земаме предвид не ја земаме предвид 2022 и украинската криза. Во владата на СДСМ долгот просечно годишно растал за 590 милиони евра. Додека бруто домашниот производ, она што сите граѓани произведуваат, Македонија што произведува, растал просечно годишно 430 милиони евра. Значи парите ги поземувале и ги трошеле не за да го зголемат производството, туку или да ги крадат или ненаменски да ги трошат. Зашто сметката, билансот е минус 160 милиони евра. Нели 590 зголемувате долг, а за тие 590 произведувате 430. Значи минус 160 милиона. Сега како било во владата на ВМРО ДПМН? Се задолжувала државата, да, просечно годишно по 290 милиона, но затоа бруто домашниот производ просечно растал 418 милиона. Значи сметката била позитивна и се задолжувале, но затоа па се произведувало повеќе и бруто сметката, билансот бил плюс 128 милиона. Затоа тогаш подобро се живеело споредено со ова денеска. Денеска многу крадат и многу трошат ненаменски. Тоа е разликата помеѓу тој период и овој период и затоа граѓаните викаат лошо живееме, а овие викаат дека економијата ни оди во вистинска насока. Јас навистина сум чудоневиден од лошите и погрешни политики од страна на нова влада и ценам дека колку побрзо заминат, толку подобро ќе биде и за граѓаните и за самата Македонија. Не е поентата тие да се задржат таму и не е тоа политички мангуплук на сила да држат, како да кажам, октруирани и окупирани 61 пратеник во парламентот, кога гледаат дека државата ни оди назад, а граѓаните се понезадоволни, нека ги отстапат тие позиции. Нас не ни е власт колку за власт, туку сакаме навистина да ја вратиме Македонија онаму каде што е местото на победничките патеки и да почнеме навистина да бележиме позитивни резултати споредено со овие кои што оваа влада практично ги води како политики. Така што отприлика тоа е актуелната состојба. За инфлацијата ме прашавте и тоа е уште една небулоза. Правдањето на владата е дека таа е увезена. Како е увезена, ако во Европската унија таа е просечно 10%, а кај нас е 20%? Како е увезена, ако кај нас млекото, лебот, маслото и останатите основни производи бележат зголемени цени на месечно ниво споредено со истите месеци минатата година по 30-40 па и повеќе проценти. Еве нека ми го објасни некој економист од владата, ако е во еврозоната 10%, кај нас зошто е 20%, ако е таа увезена? Увозни трошоци. Да, ама ете до 10%, ама потоа, тоа е другиве 10%, тоа значи дека не ги бива. Лоши се, треба да си заминат и тоа е она кое што ние цело време го зборуваме. Но тие политиката и политичката стратегија гледаат само за да подпишуваат тоа што ќе им биде ставено на маса и мислат така дека некој ќе ги држи таму, оставајќи ги да си крадат, да бидат неспособни, ништо да не прават, само да ги уживаат привилегиите на власта. Но и на тоа ќе му дојде крај, порано или подоцна, а после крајот доаѓа и одговорност. Треба секој еден од нив да е свесен дека после таков крај доаѓа и голема одговорност. Едно прашање за еден локален, меѓутоа и регионален енергетски капацитет. Во Кочани половина век се гради веќе браната Речани. Од сегашен аспект е повеќе од неопходна затоа што ќе обезбеди вода без многу струја трошење, ќе обезбеди вода за наводнување и ред други придобивки. Во последните 4 години доцни многу, значи бавно се одвиваат работите, иако во меѓувреме да речеме се дава приоритетна брана во Штип за која колку што имам информации нема доволно ниту вода. Како коментира тоа што доцнеме со ваков значаен капацитет кој и од енергетски аспект и од водоснабдителен аспект е многу битен? Мислам дека нити во Штип се дава доволно внимание, туку тоа се користи како изговор, а дека браната Речани навистина е важна, затоа што по гравитација нема да се користат пумпи за испумпување на вода од бунари, така и да се троши за тоа многу струја и тоа практично да го оптоварува буџетот на јавното комунално претпријатие кое врши
водоснабдување, затоа е овдека важно оваа брана да се направи, а жалам што ова сега го слушам од вас. Тоа е недозволено и тоа не смее да се дозволи и треба да се организираат граѓаните овдека во Кочани и да излезат на терен, па и протести пред владата ако треба, зошто да не, да се забрза овој процес, да видиме што е проблемот. Еве сега имаме тука и пратеници имаме од собранието, да си се поднесат амандмани во новиот буџет кој што ќе биде пред пратениците и да се обезбедат, ако се парите проблем, доволно средства за оваа брана да биде завршена во текот на следниот период, експресно брзо, и да може кочанчани да добијат вода која што ќе иде по гравитацијски пат, односно тие пари кои што сега се трошат за струја, да се трошат за обнова на водната инфраструктура, на цевките и така натаму. И јас еве ги охрабрувам пратениците кои што се тука позади мене во следниот буџет кој што ќе биде доставен пред нив да предвидат ваков амандман доколку видат дека тие средства не се предвидени во тој буџет. Благодарам.